Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за хипертензија во бременост. Моја гостинка и соговорничка во студиото е професор доктор Билјана Герасимовска-Китановска, субспецијалист нефролог, но од клиниката за нефрологија. Професорке, добар ден, ви благодарам што сте дел од денешното издание. Благодарам на поканата. Така, ова е вашата потесна специјалност, хипертензија во бременост. Имате напишано и стручна литература, односно книга за која ќе проговориме кон крајот на емисијата. На почеток, како вовед во темата, што представува хипертензија во бременост? Хипертензијата е генерално една состојба или покачениот крвен притисок. Во бременост има неколку понатаму класификации и затоа разликуваме дали пациентката веќе претходно имала висок крвен притисок пред бременоста, значи тоа е хронична хипертензија, односно преегзистирачка, дали се работи за гестацијска хипертензија, кога притисокот се јавува само во текот на бременоста, високиот притисок, или пак се комплицира со состојби кои што се преекламсија, кои веројатно ќе ги споменеме понатаму и се поризични во однос на здравјето на пациентката. Значи, генерално дефинициите за високиот крвен притисок кои постојат и пред бременоста важат и во бременоста, значи повисоки вредности над 140-80, меѓутоа овде постојат одредени ризици за мајката и за плодот и затоа е тоа многу важно. Така, професорке, колку често се среќава покачениот крвен притисок кај бремените жени и малку како оние што се малку лаици од медицината, зошто токму нефролозите ја третираат оваа состојба? Состојбата не е ретка, значи една од 10 жени, 10% од сите жени кои што се бремени, би можеле да имаат барем некој од овие видови на хипертензија, или претходно постоечка, или само поврзана со бременоста, или таква која што ќе се комплицира. Тоа значи дека тие сепак треба да подлежат на малку почести прегледи и најчесто следењето е мултидисциплинарно, значи ги следат гинеколозите, нефролозите, понекогаш и кардиолозите. Вклучувањето на нефролозите е важно затоа што самата состојба на преекламсија оди со засегање на бубрегот, а понекогаш можеби и не се работи за преекламсија, туку се работи за засегање на бубрегот и тогаш е важно да се разграничи која е состојбата. Од друга страна, пациентки кои веќе имаат хронично засегање на бубрезите, некаква хронична бубрежна болест, имаат поголем ризик од преекламсија. Значи, причината зошто е нефрологот вклучен може да биде двојна. Или за оние пациентки кои веќе се болни на некој начин со бубрежно засегање, или за оние пациентки кои имаат потенцијал да развијат таква состојба. Така, дали секој покачен крвен притисок во бременоста значи проблем, сериозен здравствен проблем? Не мора да значи, но важно е уште при првите јавувања кај гинекологот, почетокот на бременоста, да се направи процена кои се пациентки кои имаат поголем ризик. Проценето е со студиите дека поголем ризик имаат пациентки над 35 години, пациентки кои веќе имале претходно преекламсија, со повисока, со поголема телесна тежина, со пациентки кои има поголеми растојанија меѓу две бременности и така натаму. Значи, во првата проценка би требало да се види дали таа пациентка треба да подлежи на почести прегледи. Исто така, оние пациентки кои имале висок крвен притисок и пред бременоста, задолжително исто така треба да се следат почесто, затоа што и кај нив може да се јави таква состојба во која што ја нарекуваме суперпонирана преекламсија, на која на веќе постоечки висок крвен притисок се појавуваат системски засегања. Која е оптималната, односно во наводници нормалната вредност на крвниот притисок кај трудниците? Во почетокот на бременоста, крвниот притисок се очекува да падне под нормалните вредности. Значи, дури во некои студии се смета дека нормален крвен притисок за бременост во првите недели е 117-80. Значи, тоа е и пониско од оние вредности што се значат нормотензивни вредности за друга популација. Како се ближи крајот на бременоста, повторно се покачува постепено притисокот и се очекува да стигне до оние вредности кои биле пред бременоста. Околу 20-та недела, тоа е средината на бременоста, се очекува најголем пад на крвниот притисок. И ако во тој момент отсуствува такво опаѓање на крвниот притисок, тоа зборува за можен ризик од други компликации.
Така. Професорке, која е разликата помеѓу хроничната хипертензија и хипертензијата што се јавува за прв пат кај некои жени за време на бременост? Да, полесно е кога веќе имаме податок, кога знаеме дека пациентката се лекувала претходно, можеби примала терапија антихипертензивна, тогаш знаеме од старт дека таа веќе има таа дијагноза на хронична хипертензија. Понекогаш се случува пациентките и да не знаат, тоа се млади, да речеме, предпоставуваме здрави пациентки, кои едноставно не знаат дека имаат хипертензија и кај нив во текот на бременоста се јавува повисок крвен притисок, но тој обстојува и после породувањето. Значи, за да бидеме сигурни дека навистина се работи за хронична хипертензија, кај вакви пациентки треба да ја следиме после породувањето и тоа е една од главните препораки дека овие пациентки по породувањето сепак треба да останат под некаков надзор. Така. Кои се најчестите типови, односно видови на хипертензија кои се јавуваат за време на бременост? Она што го споменав, освен за хроничната хипертензија, може да биде гестацијска, каде што е само поврзана со бременоста, која потоа се разрешува, меѓутоа формите на влошување, значи на таа хронична хипертензија може да се развие преекламсија. Што е овде важно? Да, и каква состојба, зошто е опасна? Да, таа е опасна состојба затоа што не се ограничува на постелката, иако можеби дел од тие фактори кои се причина за состојбата се поврзани со изменети состојби во постелката. Меѓутоа, зафатеноста е системска, низ крвните садови во целиот организам. Меѓу другото, затоа реагира и бубрегот со пропуштање на белковини. Може да се случат и други потешки ситуации, заради тоа ние разликуваме и форма на рана преекламсија, на тешка преекламсија и така натаму, во кое што може, освен бубрегот, да има засегање на централен нервен систем, на срце, на многу други органи. Таа состојба може да заврши и со смртен исход кај мајката и кај плодот, или пак со тешки компликации кои потоа треба долго време додека се разрешуваат. Така. Професорке, кои жени се под поголем ризик да развијат или да добијат хипертензија за време на бременоста? Кои се оние клучни познати ризик фактори? Да, затоа споменав дека на почетокот, уште во првите контроли кај гинекологот, треба да се направи процена дали пациентката веќе претходно има или хронична хипертензија, или можеби некакво заболување системско, или можеби бубрежно заболување, или диабет. Тие се дефинитивно пациентки кои што веќе имаат некаква друга состојба, кај кои многу полесно може да се јави преекламсија. Останатите ризик фактори се, како што ги споменав, повисока телесна тежина, поодмината возраст, иако порано се зборуваше и можеби и сега се потврдува тоа дека двата екстрема на возраста, значи многу млади трудници под 17 година или возрастни пациентки над 35 година имаат повисок ризик од преекламсија. Но можни се и други некои ризик фактори кои што се појавуваат и кои затоа велам треба да се проценат уште на самиот почеток. Дали првата бременост носи поголем ризик за добивање или за хипертензија? Има ситуации каде што и првата бременост е ризик, представува ризик, има и ситуации каде што на жал преекламсијата може да се повтори и во следните бремености. И дури има студии каде што е интересно се повторува во сличниот период, да речеме во вториот триместар од бременоста. Значи во исто време може да се случи и во втората и во третата бременост. Тогаш дефинитивно треба да се види дали има некоја друга причина освен високиот притисок. Така, професорке, кои симптоми за труднициве веќе кога ќе знаат дека се бременни, може да им укажат дека нешто не е во ред со притисокот, односно можеби се работи за хипертензија? За жал, таа е состојба која што може да оди многу разнолико. Значи, пациентките може воопшто да не знаат дека имаат висок притисок, значи да немаат никакви субјективни симптоми и тегоби, до постоење на пораст на крвниот притисок, кој што се случува нагло, појава на отоци кои што се не само на нозете, туку и на рацете, на лицето, и зголемување на телесната тежина која што е многу екстремно во рок од 1 месец, значи нагло покачување. Сето тоа бара јавување на лекар, затоа што дополнително со останатите лабораториски методи ние можеме да видиме дали навистина е тоа ризик за една таква влошена состојба или сепак е можеби субјективно поврзано со хормонските промени во бременост. Така, да ги слушнеме прашањата од нашите гледачи, односно гледачки, почитувани во програма сте, повелете.
Добар ден. Добар ден. Во програма сте, дали се слушаме? Поздрав до прекрасната докторка и прекрасниот водител. Ви благодариме. Сакам да прашам, прво да ја поздравам докторката. Јас сум била кај неа пред 2 години и требаше да направам контрола по 6 месеци. Меѓутоа имав стентирање, други проблеми и не успеав да земам упат. Да прашам кога има приемен ден, дали можам да одам да ја видам, да ја прашам, затоа што она ми напиша дека имам хронична бубрежна болест, степен 3А, намалени димензии на бубрези, обострано цисти, микролитијаза и така. Сакам да се видам со докторката, меѓутоа не можам да земам упат, нема термини и да ја замолам ако може да ме прими. Да, во ред, секој е добро, господјо, да, кој ден сте во амбуланта, да ја запазиме процедурата. Сакам да споменам дека од пред година и пол на клиниката за нефрологија има 2 нови амбуланти, кои што се поврзани со хипертензија. Едната е хипертензија генерално, другата е хипертензија во бременост. Значи, има посебна и за пациентките кои што се бремени и за пациентките кои што се општо со хипертензија. И тие се во средите обично термини, така што може господјата да закаже во среда термин во амбулантата за хипертензија. Да, за хронична бубрежна болест исто така има термини кои што се објавуваат на страницата на мој термин. А инаку овие се дополнително 2 амбуланти за хипертензија кои сега значи, навистина имало потреба и доста честа е состојбата за да им излезете во пресред на трудниците кои секако во тој ранлив период имаат приоритет. Така е. Да, доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? До прашање, јас сум јавол Мотето, имам 73 години. Така. И со притисокот не ми е добар, некогаш превише добар. Така. 130 со 80, 125 со 75. Него одеднаш ќе ми се качи и доаѓа 200. 180, 190. Така. Во ред, да, ќе морам да ве прекинам, бидејќи овдека говориме за сосема друга состојба, притисок за време на бременост со конкретен фокус на трудниците. Да, секако ќе ве посоветува професорката каде да се обратите доколку не сте постапиле. Меѓутоа, ова е како потсетување за сите гледачи да дадеме предност на трудниците и жените кои се токму во оваа фокус група, бидејќи денешната тема е насочена кон нив. Секој е добро, господине. Да, како што споменав, таа амбуланта за хипертензија постои и на клиниката за нефрологија, така што таа е фокусирана точно за сите различни возрасти и може таму да се јави пациентот. Така. Професорке, кога треба трудниците, односно бремените жени, да добијат аларм или црвено светло веднаш да се јават на лекар, доколку имаат некои од овие симптоми кои ги споменавте, но од друга страна рековте дека кај голем дел од трудниците ова состојба се случува и поминува без никакви видливи знаци. Значи, она што е важно е дека при редовните посети кај гинеколозите прво, треба да се измери крвниот притисок и да се направи една проценка на субјективните тегови на пациентките, затоа што ако веќе дојде до моментот на силна болка под десниот ребрен лак, на влошување на свеста, тоа се веќе знаци на сериозна компликација и тоа би требало да се избегне. Значи, се случува да дојде и до такви состојби во кои се работи за една тешка преекламсија, понекогаш дури и за екламсија, значи каде што има и мозочно засегање. Се трудиме да ги избегнеме таквите состојби со тоа што пациентката се контролира редовно, еднаш месечно или на 6 недели, зависно од тоа каква е состојбата низина. Значи, покрај посетите на гинекологот да се направат и вакви посети, ако постои ризик за таква состојба. Затоа што постојат понекогаш и ситуации кога за 24 часа може да дојде до нагло влошување на состојбата без постоење на претходни симптоми. Така, да ги слушнеме прашањата и од следните гледачи, односно гледачки. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден, се јавувам од Гостивар гледачка. Така. Породена пред 4 месеци од преекламсија. Сакам да ја прашам докторката, ги слушнав симптомите и
што може да дојде до ваква тешка преекламсија. Меѓутоа, јас ни симптоми нема. Пред 4 месеци сум породена, седмаче, и сега ме интересира секакви прегледи од гинеколог, сум посетувала дури и пред време. Дента кога ми се качи притисокот, бев и на овој третиот скрининг за детето, све беше во ред. Вечерта добив болки во грбот и од тука почна процедурата. Висок притисок, продолжи во државна болница, пораѓа и све на брзина се деси. Имам 34 години, во моментот имав 33 години, втора бременост. Со првото на термин све супер си беше, со второто се искомплицира. Сега сум на терапија, пијам за дитимерите ми беа високи откако заврши бременоста и како се вика сега и за притисок апчиња. Во ред, останете на линија доколку професорката има некое подпрашање или ќе ви даде конкретни совети? Да, постојат два подтипа на преекламсија кои што ги разликуваме според тоа каде се случуваат главните проблеми. Значи, едниот подтип е така наречена плацентарна преекламсија, каде што главниот проблем е само во постелката, а другата е мајчина преекламсија, каде што системски реагира сите крвни садови во сите органи. И кога се работи за така наречената плацентарна, тогаш се работи за некаков дефект во постелката. Тоа е најчеста причина зашто се случува преекламсијата пред 34-та недела. И тоа навистина, затоа и споменав, може да се случи многу брзо, како што пациентката имала проблем. Преку ноќ, да. Преку ноќ, со тоа што се случува проблем во перфузијата, односно во исхраната на постелката, и може да се случат мали промени во смисла на тромби, кои што ќе дадат посериозни компликации. Навистина, ние немаме точен начин како тоа да го предвидиме, дури и во сосема уредни бременности, и тие се најтешките форми кои што се диагностицираат, кога сето тоа се одвива многу брзо. Кога состојбите се повторуваат или кога имало некаков губиток на бременост во почетокот на бременоста, треба да се направат проценки за така наречена тромбофилија. Значи, вроден ризик од почести тромбози, од згручување на крвта, кои што се случуваат и на ниво на постелката, и затоа велам, кога се работи за ризична бременост, единствен лек кој што навистина е одобрен за превенција е аспиринот. Значи, еден едноставен лек, меѓу 75 до 150 милиграми, но сепак треба да има некоја проценка дека може да постои ризик. Не се дава баш кај сите бременности. Так, да. Значи, онаму каде што знаеме, каде што предпоставуваме, нешто превентивно би можело да се направи. За жал има и ситуации кои многу брзо за кратко време се влошуваат. Така. Доколку имаме и следен гледач, односно гледачка, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме во програма. Сакам да питам докторката. Јас сум втора бремен. Со првата немав притисок. Така. Со првата немав притисок, а со второто сега многу ми нисок притисок, 180. Така, така. Во кој период од бременоста сте? Цела бременност. Како сум почнала до крајот. Уште не сум породена. Нешто, ни терапија биом, а плодост ми се супер, се окей. Докторката ми кажа, онака, тоа ќе делува ли нешто на плодо после бременоста или не? Во ред, да, ќе добиете одговор на конкретното прашање, иако го имавме и во концептот, но секако гледачите имаат предност. Значи, тоа е очекувано да биде крвниот притисок низок, и во овие вредности што ги споменувате не би требало да представуваат ризик за плодот. Не е добро многу нагло намалување на крвниот притисок, и тоа се трудиме да го избегнеме кај оние пациентки што имаат висок притисок, па се случува намалување со давањето на терапијата. Меѓутоа, во вашиот случај не би требало да има никаков проблем, уште повеќе затоа што на редовните гинеколошки прегледи плодот расте со сосема добри карактеристики за неделата. Доколку имаме и следен гледач, односно гледачка, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, во програма сте, повелете. Да, прашам докторката, може нешто на ногите, прстите ме болат, ми се разранија? Така, господјо, да, ќе мора да почекате во некој од наредните изданија на емисијата, можеби ќе имаме
физијатар или травматолог, ортопед, поврзано со тие состојби, и ќе имате можност да го поставите вашето прашање за конкретната состојба, бидејќи денеска говориме за сосема друга тема. Еве да продолжиме со хипертензијата, односно покачениот крвен притисок. Професорке, колку е важно редовното мерење на крвниот притисок за време на бременоста, но од друга страна и да не се претерува? Да, колку пати во текот на денот или неделно треба да се следи? Препораката за мерењето, значи прво сега веќе се дозволува и се препорачува и домашно мерење, со само мерење, со тоа што треба да биде, се разбира, исправен мерачот на крвниот притисок. Доколку има некакво сомневање во исправноста или пак не сме многу сигурни кој вид е на хипертензија, се прави и 24-часовно мониторирање, кој исто така, или популарно наречениот холтер, кој исто така се прави на клиниката за нефрологија. Значи, тоа го индицира докторот, не во сите ситуации, одредени има индикации, зашто меѓу другото не спомнав дури и така наречената Белмантил феномен хипертензија, значи оној случај кога има повисоки вредности на крвниот притисок, може понекогаш да представува ризик фактор за преекламсија. Значи, само мерењата се препорачуваат со тоа што се кажува, се објаснува кое е правилно мерење. Пациентката треба да биде смирена, седната, раката треба да биде поставена во висина на срцето кога се мери, значи треба да има правилно мерење. Меѓутоа, честотата на мерење зависи од тоа дали е тоа првпат откриена тензија, дали сме во фаза на регулирање, на контрола на тензијата. Ако веќе е воспоставена контрола, тогаш нема потреба да биде пречесто мерењето. Значи, еднаш до 2 пати дневно, во текот на неделата неколку пати. Да, препорачувате ли водење дневник евиденции? Да, добро е да се води дневникот, затоа што ви велам, во други случаи поставуваме холтер. Тој не е многу пријатен за носење и затоа некогаш го избегнуваме. Се смета дека може да биде релевантно и мерењето во домашни услови. Така, ќе вклучим уште еден гледач или гледачка. Добар ден, во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Повелете со прашањето. Сакам едно прашање за докторката. Јас имам многу покачен крвен притисок. Така. И кога одам редовни контроли, пијам апчиња. И сега пак ми е висок. Па што може друго нешто, некоја мерка да се каже? Дали ова состојба, сега бидејќи говориме за бременост, ќе ве потпрашам, сте ја имале и за време на бременоста или ова ви е хронична состојба? Ми рекоа автоматично дека хронично и ми дава терапија теку на 2 месеци. Так, во ред, да, ќе продолжите да ги слушате советите од вашиот матичен лекар, да еве ќе се повтори уште еднаш и професорката дека и кај нив на клиниката имаат амбуланта. Може да дојдете во амбулантата за хипертензија, треба да се процени дали е само видот на терапијата, тоа што треба да се смени или може би други испитувања, меѓутоа тоа би требало и матичниот лекар да ве упати понатам. Така. Професорке, какви компликации може да предизвика не лекуваната или не третираната хипертензија кај мајката за време на бременоста? Споменавте дури во некој случај преекламсијата може да доведе за жал и до фатален исход. Да, значи тоа се најстрашните компликации кои се трудиме да се избегнат, кои најчесто сепак ги решаваат гинеколозите и колегите на интензивна нега на оделите. Меѓутоа, она што е препорака е пациентките со хипертензија во бременост и пациентките со преекламсија да се следат во еден подолг временски рок. Зошто? Затоа што кај нив во еден период од можеби 10-20 години подоцна може да се јави кардиомиопатија, значи може да се јави срцева слабост, може да се јави засегање на каротидните крвни, на коронарните крвни садови, може да се јави дури и хронична бубрежна болест. Овие пациентки имаат над 4 пати поголем ризик од хронична бубрежна болест. Значи, препораката е да тие сепак во наредниот период, иако се млади, иако можеби хипертензијата во тој момент ќе се нормализира, да се следат подолго време кај интернист или кај соодветни субспецијалности. Така, предпоставувам дека најчестото прашање од трудниците, ако диагностицирате или утврдите покачен крвен притисок, е дали нешто ќе му се случи на бебето. Какви компликации и ризици има за плодот? Ние ги советуваме дека треба да се направат почести контроли и кај гинекологот, и кај нефрологот, понекогаш и кај кардиолог, со тоа што треба да се избегне
предвремено породување, бидејќи преекламсијата е состојба во која освен породувањето нема друг лек кој што може да ја спречи. Значи со завршувањето на бременоста се разрешуваат сите симптоми. Значи сакаме колку што е можно подолго да се одржи бременоста, ако е безбедна за мајката и за бебето. Можно исто така за останување во растот на плодот, можни се и други компликации кај плодот, значи важно е да се најде една рамнотежа меѓу правилното соодветното растење на плодот и земањето на терапијата, следењето и така натаму. Така, како се третира или контролира хипертензијата? Неопходно ли е терапија кај сите трудници, односно лекови? Прво треба да се види дали тоа навистина е хипертензија, дали е гестацијска, дали е можеби само формата или видот краткотраен пораст на притисокот за кој што не е потребно давање на терапија. Значи, нашата цел е да се одржи крвниот притисок сепак под 140-90, иако има студии кои советуваат и уште пониски вредности. Има неколку лека што се одобрени, кои што се безбедни. И за трудници кои може да се користат. За во бременоста и кои што не пречат на плодот. И ние ги препорачуваме тие лекови зависно за каков тип на хипертензија се работи, односно зависно колку се вредностите на крвниот притисок. Така, кои други фактори може да придонесат или стилот, начинот на живот за да се нормализира на некој начин хипертензијата паралелно со терапијата? На што да обрнат внимание бремените жени? Се препорачува доколку притисокот не е висок, сепак еден здрав животен стил, тоа значи физичка активност која што е од умерен тип, ако не е притисокот премногу висок, тоа значи здрав начин на исхрана, значи не се советува лежење, апсолутно мирување, освен ако немаме некакви екстреми и ако нема некакви други гинеколошки, односно обстетрички причини, значи еден здрав начин на живот што важи и за сите останати пациенти. Да, и кај нормална или регулирана бременост, но и кај останатите граѓани. Професорке, дали самостојното земање на лекови може да биде опасно кај трудниците, затоа што знаеме, ние дома секој од нас има некоја домашна аптека. Да, она што е добро е дека обично трудниците бараат совет многу повеќе од другата популација, затоа што навистина се загрижени за здравјето на плодот и многу ретко се случува да земаат на своја рака лекови или други суплементи. Меѓутоа, дури еден обичен чај кој што е чај од Макдонос и кој има диуретско дејство, може понекогаш да направи проблем во смисла на исхраната на плодот преку постелката. Значи, добро е да се побара совет што од препорачаните, да речеме, дури еве и чаеви, суплементи би можело да се зема, така што мислам дека тоа ретко се случува и многу често самите прашуваат. Дисциплинирани се често пати, мотивирани се да одржат една здрава бременост, така што многу ретко земаат нешто на своја рака. Дали жените кои имале хипертензија за време на бременоста имаат ризик за истата состојба да стане хронична подосна во текот на животот? Значи, прво што треба да се процени е дали има некаков друг фактор на ризик со кој може таа преекламсија да се повтори. И затоа веќе во следните бременности се посочуваат да се прават почести прегледи. Она што го споменав како ризик во подоцнежниот живот, кардиоваскуларни ризици, бубрежни ризици, сето тоа останува. Значи, порано се нарекуваше дека всушност гравидитетот, бременоста е прозорец во она што ќе се случува после 10-20 години со кардиоваскуларното здравје и со едноставно со метаболните фактори, така што тоа може некако и да предскаже дека во идниот период би можело да се случат компликации. На колку време се препорачуваат контроли, доколку за да се спречи или превенира на некој начин хипертензијата да стане хронична, веднаш после породувањето? Како се следат жените? Најчесто и колегите од гинеколошките оделенија препорачуваат во брз период после поредувањето, значи во првите 10 дена, тогаш е ризикот од пораст на крвниот притисок и евентуални компликации повисок, прво во тој период да се јават задолжително на контрола кај нефролог или барем кај интернист. Понатаму веќе се очекува дека во следните неколку недели, до следните 2 недели, ако е само високиот крвен притисок поврзан само со бременоста, дека би требало потоа тоа да се среди. Меѓутоа, доколку веќе се работи за хронична форма на хипертензија,
следењата на пациентките после породување треба да биде од 6-та недела до 1-та година по породување во однос на хипертензијата. Во подоцнежниот период, ако нема други компликации, барем еднаш годишно се направи преглед. Така. Професор Кека, кој што најавив и на почетокот, ова е вашата потесна специјалност, имате и стручна книга, односно стручна литература, напишано токму на оваа тема, Бубрек и бременост, издадена 2024-та, ја имате и со вас книгата. Која беше целта да се напише книга токму за оваа состојба? Да. Книгата е книгата е наменета за колегите кои што се специјализанти, специјалисти по нефрологија, гинекологија, интернисти, затоа што наша задача е и меѓу другото и наставната дејност, ние сме наставници и сите овие колеги кои имаат дилеми како да постапуваат со вакви пациентки, понекогаш ни се обраќаат нам, но добро е на едно место да ги најдат споени сите овие препораки кои што се понови. Во последните 20 на 30 на години има и повеќе студии, повеќе нови препораки и целта беше да се застапат тие нови препораки. Се менуваат ставовите, да. Во однос да речеме на хроничната бубрежна болест, порано не се препорачуваше воопшто за бременување, сега се препорачува, но има одредени препораки во кој момент, дека треба да се советуваат пред забременување. Значи, има одредени ставови кои се менуваат и кои дозволуваат бременост и во такви ситуации, но со многу внимателно следење. Рековте дека за помладите колеги, меѓутоа, дали препорачувате ве книгата да ја читаат и жените кои се подготвуваат за бременост или сепак да го остават тоа на стручните лица на лекарите? Книгата е стручна книга. Така. Ние сите колеги кои што работиме на ова објаснуваме, едуцираме, така што во делот каде што би требало да биде едукација, може да не прашаат нас, се разбира, ќе прочитаат и друга литература. Меѓутоа, сепак е повеќе наменета за стручната јавност. Така. Професорке, ви благодарам за двојното време, за советите и искуството кое го споделивте. Ви посакувам уште многу успешни трудови пред се, но и вакви списанија и нареден пат да проговориме и за бремености кај жени со бубрежни заболувања, како што рековте, има новитети за хроничната бубрежна болест. Претходно не било незамисливо да се остане бремена или да се износи бременоста, сега се менуваат ставовите, па ве поканувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Ви благодарам. Почитувани, а вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и во понеделник. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав викенд и грижете се за вашето здравје. Пријатно!